Почитувани представници на медиумите, благодарам за денешното присуство. Почитувани граѓани, денеска пред вас стојам со чувство на обврска, со должност пред народот и пред државата, да укажам на длабоката криза во која не води оваа власт. По маратонските губитнички пресконференции на премиерот, време е јасно и недвосмислено да проговориме за вистинската состојба во која власта ја донесе државата на меѓународен, а со тоа и на внатрешен план. Одлуката на Европскиот парламент и усвојувањето на извештајот се резултат на застранување од јасно утврдените стратешки позиции на државата и злоупотребата на јазикот и идентитетските прашања од страна на владата за сопствена политичка кампања. Тоа е исто така директен резултат на дипломатските импровизации и целосна негрижа на владата за зачувување на меѓународната позиција на државата. Секој нов пораз на надворешен план, актуелната власт го прикрива со се подолги, подраматични и празни пресконференции, обвинувајќи ги другите за сопствениот неуспех. Антинационалните политики на ВМРО-ДПМН, со кои се обидуваат да го загрозат нашиот идентитет и јазик за сопствени политички потреби, се срамни, се понижувачки и се спротивни на здравиот разум на секој човек која сака оваа земја. Почитувани граѓани, она што е прво и најважно да се каже дека извештајот не е извештај за постоењето на македонската нација, македонскиот јазик или македонскиот идентитет. Македонскиот јазик и идентитет се јасно дефинирани и заштитени. Никој не може да ги допре или да им наштети. На македонски се преведува во Европската унија, на македонски се потпишуваат договорите помеѓу Европа и Македонија, на македонски се говори во Европската унија. Ово гарантира и преговарачката рамка. Во својот мандат СДСМ успешно ги отфрлаше обидите македонскиот јазик да биде исклучен од извештајот, затоа што имавме пријатели и стратешки партнери кои гледаат дека искрено се бориме за интеграцијата во Европа. Затоа што со таков пристап сите разбраа дека имаме честни намери, јасна волја за интеграција и јасни црвени линии. Вадењето на јазикот од извештајот не е закана, ниту за признавањето на јазикот од Унијата, ниту за идентитетот. Ние знаеме кои сме, на кој јазик говориме и токму тоа го загарантиравме во договорите. Но вадењето на јазикот од извештајот е пораз на владината дипломатија, која не успеа да подобри ништо од позициите кои ги наследи, туку едноставно како со булдожер ги сруши. Тие ги срушија нашите европски перспективи и го изложија нашиот народ на подсмев, правејќи го целосен губитник. За една година Македонија изгуби довербата кај стратешките партнери, што е единствено вина на оваа власт. Нема Мицкоски кон кого да покаже со прст, ветуваше гордост, добивме понижување. По преземањето на власт, ВМРО-ДПМН доби чиста ситуација, добија загарантиран македонски јазик во Унијата, добија јасен пат напред. Но ветуваа дека можат подобро, дека може да обезбедат подобар договор со Бугарија, дека може да обезбедат нова, подобра преговарачка рамка, дека се во периметарот, дека се први во редот и така натаму. Кажуваат дека имаат многу партнери кои ги разбираат и поддржуваат. За жал, ништо од тоа не се покажа дека е точно. Нашата борба и визија беа јасна. Да го заштитиме јазикот и идентитетот и што поскоро да влеземе во Европската унија како македонци, кои говорат македонски јазик. Ова во ниеден момент досега не беше загрозено, ниту пак е сега. Нашата борба беше и е Македонија да стане дел од Европската унија за наши европартеници, да може да се борат со наши аргументи на македонски јазик против сите радикални и ретроградни политичари кои што ќе се дрзнат да провоцираат и да не негираат. Само така Македонија ќе биде равноправна во овие битки и долгорочно
ќе го заштити и промовира својот идентитет. Жално е што оваа влада тоа не го разбира. Жално и погубно што смета дека овие прашања треба да се користат за политичка кампања, за подгревање без гнев и манипулација со граѓаните. Жално е нивото на несвесност за последиците и штетите од овие политики кои се прават на државата и на граѓаните, како и несигурноста и апатијата што се создава со сето ова. Македонскиот јазик е безбеден, идентитетот е безбеден. Но македонската интеграција во Унијата е се подалечна поради политиките и изборите на оваа власт. Ви благодарам.